Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, од советничката група предводена од ВМРО-ДПМН во Советот на општина Прилеп на последната седница беше предложено општината да направи сериозна анализа и да пристапи кон субвенционирање на трошоците за работа на пречистителната станица, комплетно или делумно, а не целиот трошок да падне на товар на прилепчани. Напоменуваме дека овој проект од наше време е од огромно значење за Прилеп и за околината, чиј бенефит ќе го почувствуваат сите семејства, но водејќи се од предизборното ветување на градоначалникот Јовановски, кој ветуваше 20% пониски сметки за вода. Сметаме дека општината може и треба да помогне околу новите давачки. Граѓаните очекуваат пониски сметки за вода, а не некои дополнителни 200 до 300 денари во просек нови давачки. Успешното функционирање на пречистителната станица не смее да се доведе во прашање, но локалната самоуправа предводена од СДС треба да изнајде најдобар начин кој ќе биде прифатлив за сите жители на општина Прилеп. Исто така, повторно прашуваме, која е потребата во овој момент од едно ново предпријатие за енергетика? И самите имате кажано дека гасификацијата во Прилеп би се реализирала за некои 6 години сметајќи од сега. Па токму поради тоа ставањето во функција на предпријатие од ваков тип не е ништо друго, освен isфорсирано отварање на нови работни места за вдомување на партиски кадри за кои ќе треба да се издвојуваат плати од џебот на прилепчани. Дури и самиот именуван ВД директор Иго Спирковски на седница на Совет соопшти дека е во роднинска врска со градоначалникот Илија Јовановски. Па поради тоа, во вода паѓаат демантите со кои сакате да го оцрните ВМРО-ДПМН дека ширело шпекулации и невистини. Единствената вистина, почитувани граѓани, кои сите ние гледаме секојдневно, е тоа дека локалната самоуправа, освен непотизам, лажни ветувања и партиски вработувања, нема што друго да му понуди на обичниот граѓани. Затоа ова погубно владење мора што поскоро да заврши, затоа што сите граѓани, без никаква поделба, заслужуваат подобро. Ви благодарам.